Драги браќа и сестри во Господа, мили дечиња и младинци, да му благодариме на воскреснатиот Спасител, Господ Исус Христос, кој ни помогна и ни удостои минатата година молитвено да се радуваме и на најторжествен начин да го одбележиме 4,5-децениското јубилејно ставење од обновата, целосната автокефалност на древната и ставна Охридска архиепископија, олицетворена во денешната Светоклиментова Македонска православна црква. Голем епохален историски настан за нашата света црква и боголюбив македонски народ, бидејќи со тоа точно после 200 години ја исправивме големата неправда и воскреснавме за нов и полн црковно-духовен живот. Ја повративме честа, достоинството и гордоста на нашата света црква, нашиот народ и на Македонија. И вербата за нашиот вековит обстој, бидејќи повторно засветли со полн блесок големата божествена македонска вистина. Возлюбени во Господа, и пак да му благодариме на Бога, што и ова година го дочекавме и го ставиме празникот на празниците Христовото воскресение Великден, кој ни го открива патот на вечноста и на нашето спасение. Светата црква повеќе од 20 столетија му ја објавува на светот истината за Христовото воскресение, која е победа на животот на смртта, радоста на жалоста, правдата на неправдата и доброто на злото. Смртта, најголемиот непријател на човештвото, со воскресението Христово за секогаш е победена. Преку воскресението на Богочовекот Исус Христос, спасение добија со воскресение сите луѓе. Спасителот беше распнат на крст за да не ослободи од гревот и воскресна, постанувајќи првина меѓу умерите и да ни дарува живот вечен. Возлюбени во Господа, познавањето на верата е насужна потреба на човекот. Изучувајќи ги вистините на христијанската вера, ја отвараме вратата за влез во духовниот живот, кој што води кон стекнување на заедница со Бога и со сите луѓе. Изучувањето на верата има пресудно значење во градењето на здрава личност. Одговорноста за тоа најпрво ја имаат родителите. Ако детето уште во семејството биде научено на христијански принципи, на однесување и размислување, голема е веројатноста дека и во понатамошниот живот ќе се развива во духот здрава личност. Така воспитан млад човек ќе може многу поуспешно да се справува со разновидните и секојдневни предизвици што ги носи животот. Семејството што подоцна ќе го формира, ќе биде градено на здрави темели. Потоа самиот ќе биде поттикнат да ги пренесе на следните генерации основните вистини и морални вредности на православната вера. Потребно е возрастните да бидат жив пример на помладите, да бидат живо сведоштво на верата. Она што на нашите генерации им е најпотребно е вистинската духовна обнова. Обнова во живењето со верата прадедовска. И овие наши генерации се повикани да бидат сведоци и следбеници, да бидат апостоли и благовестници на спасоносната вистина. Освен тоа, познавајќи ја и сакајќи ја својата вера, ние ги почитуваме и оние кои припаѓаат на другите вероисповести. Слободата е особина и дар на човекот кој што Бог им ја почитува на секој од нас. Учејќи се во верата, разбираме како да ја почитуваме слободата на другите луѓе.
Не може онај кој добро ја познава и ја практикува својата вера да биде обземен од дух на нетолеранција. Возлюбени чеда на нашата света црква, оваа година чествуваме 1700 години од донесувањето на Миланскиот едикт од страна на императорот Константин Велики 313 година, со кој христијаните во тогашната Римска империја добиле слобода и равноправност во исповедањето на својата вера. Тоа е настан што треба да ги обединува сите христијани. Годинава ќе одбележиме и 1150 години од моравската мисија, кога светите браќа од Солун, Кирил и Методи ги пренесе на разбирливиот јазик писменоста, богослужбеното евангелие меѓу словенските народи. Во ова 2013 година ќе прославиме и 110 години од ставното единство востание. Браќа и сестри во Господа, еден боговдахновен мислител ќе порача: слободата е вечна, но таа постојано треба да се освојува. Со обновата и го вративме животот на нашата света црква, и го вративме сјајот, и ја вративме душата. На еден народ, на една црква, на една држава, да им го одземеш името и слободата, е исто како да им го одземиш, да им ја одземиш душата, а со тоа да им го одземиш животот. Името и автокефалноста на нашата света црква се наши темелници. Господ на мирот и на љубовта да биде со сите нас, сега, секогаш и сите времиња и вечност. Господ да ни благослови во нашата света црква, нашата татковина и нашиот боголюбив македонски народ. Македонската православна црква, драги браќа и сестри, представува црквена закрила и верна мајка, патеводителка на своите духовни чеда и во татковината и во диаспората на секаде. Молитвено посакуваме во радост и мир да го дочекаме славното Христово воскресение Великден. Великденската радост и Божиот благослов нека се вселат во вашите души и срца и во вашите благородни домови. Христос воскресна, навистина воскресна.